Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула на македонски. Каква трка, луѓе мои! Феноменална трка од почетокот до крајот, милион пресврти. Па кој спорт може да ви извади вака од столица, од место, ако не Формула 1? Не знам од каде да почнам. После 7 месеци чекање, конечно дочекавме првата трка оваа сезона и не разочара. Интересен старт во кој Луис Хамилтон веднаш нападна од петата позиција, од кога беше предходно делегиран на пето место од второ кој го освои вчера на квалификациите, меѓутоа поради тоа што не намали брзина по прикажаното жолто знаме кога Валтери Ботас излета во обид да го постави своето второ квалификацијско време во Q3. Луис Хамилтон доби казна од 3 места, така да стартуваше пети. Меѓутоа, трката почна интересно, добар старт и за Ландо Норис, меѓутоа не успеа да се избори со Макс Верстапен, веднаш падна некако зад Макс Верстапен, потоа Хамилтон го премина Ландо Норис, Хамилтон влезе во ритам, меѓутоа на разочарување на сите фанови на Red Bull, проблем на болидот на Red Bull Honda со менувачот, со системот со софтверот за управување на системот за менувачот кај Макс Верстапен во 11-ти круг. Потоа настана еден карамбул на проблеми, го добивме проблемот на Рикјардо во 18-тиот круг, па Ланс Строл во 21-тиот круг. Некои дуели во средишнината интересни, Окон и Магнусен, кога на Магнусен му откажа со пирачките, па заврши во песочниот дел после оној трет свиок на самата патека и тука го добивме првото безбедносно возило во 26-тиот круг. Многумина од болидите се одлучија веднаш да влезат во пит и да ја стават тврдата компонента на плевматици. Само Серхио Перес ризикуваше и ги стави жолтите плевматици, односно средната компонента која му даде дополнителна брзина. Меѓутоа видовме на самиот излез од пит за малку избегнат инцидент помеѓу Серхио Перес и Ландо Норис, бидејќи механичарите на Racing Point ненавремено односно пред време го пуштија Серхио Перес да го напушти боксот. Потоа Фетел веднаш агресивен во обид да престигне позиција, судар со верувам Карлос Саинц ако не грешам. Па се изврти Себастијан Фетел, се најде последен. Потоа Расел со проблеми, нов сефти кар, само што заврши тој сефти кар. Уште сите болиди ги нема победата стартно целата рамнина, недобро прикачен преден десен плевматик е Кими Реконен, па Кими го изгуби предното десно тркало, тој заврши во песочниот дел. Кими болидот го паркираше на стартно целна рамнина, нов сефти кар, повторно некој болиди влегува во боксот, се помеша поредокот, тука живна Чарлс Леклерк. Алекс Албон се одлучи да иде на ризик и стави мека компонента на гуми, веднаш беше брз, го престигна Серхио Перес, го нападна Хамилтон, меѓутоа Хамилтон втор пат поред после Бразил лани му одзима шансата на Алекс Албон да се качи на подиумот. Контакт помеѓу Хамилтон и Алекс Албон кој имаше предност, кој беше на надворешната страна и веќе беше со половина болид пред Хамилтон, меѓутоа тоа се делови од секундата во спортот, постојано се случуваат. Пошто Хамилтон заработи казна, меѓутоа шоуто не застана тука. Карлос Саинц и Ландо Норис во тесна борба помеѓу себе, тимски колеги од Мекларен. Потоа Ландо и Карлос заедно го бркаа Серхио Перес, кој доби 5 секунди казна за она ненавремено напуштање на боксот. Чарлс Леклерк од нигде една тивка трка, меѓутоа кога беше најпотребно, прво го помина Ландо Норис, потоа го помина и Серхио Перес со едни агресивни пристигнувања на долгите правци. Фале неколку кругови да ги нападни двата болида на Мерцедес кои цела трка страда од проблеми со сензорите, кај менувачот беа во ризик да застанат, да ја прекинат трката. Може би испушти в некој момент, извинете, меѓутоа толку возбудлива трка, прва трка во сезоната, навистина со милион пресврти, што може повеќе да посакаме? Прв подиум за Ландо Норис, втор последователен подиум за Мекларен, второ место одлично за Чарлс Леклерк, кој верувам дека ниту на сон помисли дека вчера после тие би рекол просечни квалификации за него ќе може да дојде до второ место. Одлична трка за Валтери Ботас, воопшто не го спомнав, од почеток до крај супер се извозе без ниту една грешка. Човекот покажа дека ја има физичката и менталната стабилност и сигурност да води рамноправна борба со Луис Хамилтон оваа година, бидејќи знаеме реално дека Мерцедес е апсолутни фаворити повторно за титулата, меѓутоа се надевам дека Валтери на вистина ќе биде еден добар предизвикувач за шампионска титула оваа сезона. Ве молам за вашите импресии од оваа трка во коментар.
на вистина премногу случувања феноменален начин отвори Формула 1 со новата сезона. Видовме на крај една чудна церемонија каде што Ландо Норис дори му беше незгодно да се искушка со своите механичари поради мерките за предпазливост кои владе во падокот, но битно имаме сезона, битно имаме тркање. Каква трка! Ви благодарам на сите што го следите каналот Формула 1 на македонски. Ве молам за лайк, шер и сабскрајб и се гледаме следниот викенд, исто време, исто место, втора трка од сезоната Формула 1 2020. Поздрав!